Денеска на воредна седница, прва во овој состав, на барење на Украинското здружение во Република Северна Македонија, донесовме одлука да општина Кавадарци трансферира средства од 600.000 денари во вид на финансиска помош на Украинското здружение со единствена цел да тоа здружение со тие средства купи потребни намирници кои што се потребни на народот кој што живее во Украина. Исто така се донесе заклучок од комисија, која што јас сум во комисијата, да од утре разговараме со регионалното здружение Пристопанска комора, со бизнис секторот и нашите производители на територија на општина Кавадарци, кои што ги имаме неколку за вода и за други прехранбени продукти, да видиме што можеме да успееме во тој дел да направиме дополнителна потреба од намирници и тоа биде испратена за Украина во дел на помош на намирници, прехранбени производи, за лична хигиена и други производи кои се најнеопходни за украинскиот народ. И нормално, третиот заклучок е повик до населението, што ги имаме отворено линиите во делот и преку Црвен крст, во делот и на другите телекомуникацијски оператори, да секој граѓанин кој што може да донира за украинскиот народ со единствена цел за тој народ таму во војна состојба да може полесно да го поминат овие услови. За жал и така сега и ладни услови и една немила ситуација каде што оној што е најмалку виновен, а тоа е народот, сегаш го излекува најдебелиот крај, односно сегаш страда народот при неполитички или политички негодување. Мене ми е стварно жал за тој целокупен народ кој што живее на таа територија и мислам дека што побрзо заврши овие недоразбирања и заврши ова војна со единствена цел да народот може да се врати во своите огништа и да како семејство се продолжат по понатамошен текст во нормален соживот со сите сограѓани. На сите граѓани на Кавадарци, на град Кавадарци, сакам да им се заблагодарам од име на Сдружение на украинци во Република Македонија. Многу ни значи било каква помош. Им се обраќам, ја користам овој прилика да им се обратам на кавадарчани, да се приклучат во наша хуманитарна акција за украински народ. Секако се надеваме дека оваа криза нема да трае долго, ама моментално на украинскиот народ, братски народ, му треба било каква помош. Уште еднаш сакам да му се заблагодарам на градоначалник на град Кавадарци. Ја немав никаков сумњав дека општина ќе го прими овој повик сериозно и ќе направи се за да се обезбеди помош и поддршка на украинскиот народ. Живеете во Кавадарци. Што добивате како информација од Украина? Каква е состојбата таму? Секој ден се слушам со мојата фамилија, мој брат и со фамилија и со другари. Мој брат живее во Харков, имам другари во Киев. Состојбата е критична, да речеме едноставно. Многу критична и затоа и ја почнеме ова хуманитарна акција во Македонија, нашето здружение на украинци, пошто стана јасно дека заради ситуацијата, заради тоа што луѓе се заробени во големи гради како Киев и Харков, на луѓе едноставно им снемува продукти, најобични намирници и така натаму. И затоа цел свет, не само Македонија, цел свет веќе се приклучи на таа хуманитарна акција, се собира донации по цел свет и многу ми е мило што Македонија, па поготово и град Кавадарци, исто така ќе придонесе во оваа акција. Жално е што првата воредна седница на Советот на општина Кавадарци во овој состав е токму за овој немил настан. Настан кој, на жалост, го засега светската геополитика. Кавадарци и кавадарчани, тиквешани, вклучително бизнес сектор и граѓани и во изминатиот период
кога имаше вакви елементарни непогоди. Пред се сеќаваме во претходниот состав за поплавите во Макарска, кога активно се вклучи општина Кавадарци и бизнис секторот во донации. Се надевам дека и овој пат ќе бидат на висина на задачата. Една голема благодарност до советниците во Советот на општина Кавадарци, најголем дел од нив, значи што едногласно ги донесавме сите заклучоци, заедно со градоначалникот на општина Кавадарци ги формираме тие заклучоци и сметам дека ќе оставиме еден крик како наша држава во помошта на украинскиот народ. Се со цел, дај Боже, војната поскоро да заврши, а ние да оставиме еден белег на ова лошо време. Уживајте во наjelitното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.